Нова година со нова власт во градот Скопје. Да се надминат сите пропусти, да се решат најголем дел од проблемите, си посакаа скопјани пред камерата на Алфа. Си посакаа почист воздух, помалку сообраќаен метеж и подобри услови за живот. Се надеваат на главен град со повеќе ред, грижа за јавниот простор и подобра иднина за младите. На Скопје му посакувам прво да биде почист град, второ градскиот сообраќај да се посреди, трето малце да се обезбеди подобра перспектива на помладите. Култура малку за отпадот. Сакам да се почисти, да заличи стварно на европски град. Да се реализираат сите тие потреби во инфраструктурата и во стандардот. Да се покаже градоначалникот као добар, да се воведе ред во транспорт, во јавен сообраќај и во све. Па да биде све во ред, да нема проблем тоа. Сообраќај да се среди. Со град биде да прекинат малку. На Скопје да биде почисто. Да биде поубаво и почисто. Убавиот живот во Скопје си го поврзуваат и со желбите за подобро здравје, за себе и за најблиските. Повеќе пари посакаа за следната година, но пред се мир и благосостојба. Од се по нешто, поготово сега за дечињата играчки. Играчките се многу актуелни во ситуацијата. И тоа е овие сијалички, вамо елката да се убаво докраси, да не да ги довршиме украсите и па ќе прославуваме, што да правиме. Што си посакувам? Да. Здравје. Да имаме здравје и среќа и да е мирно во сите страни во светот, да нема војна. Среќа на сите мои блиски, највише што си ги сакам тие и на цел народ. Да има мир, да има за младите работа, да не бегаат. Новиот градоначалник во својата изборна програма вети дека скопјани ќе живеат без сообраќаен хаос и ќе уживаат во уредени места за рекреација. Според него најреалниот проект од целата програма е подземниот булевар и кружните текови кај Лимак. Орце Георгиевски планира и воведување на електрични автобуси. Дел од визијата се и нови велосипедски и пешачки линии кои ќе овозможат побезбедно и поудобно движење низ Скопје. Градоначалникот најави и ригорозни инспекции, но и санкции за загадувачите во главниот град.